بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار ثم ما بعد. Zahvalnost mu pripadne samo na Allah Đelešanu, zašto samo Allah Đelešanu je dostojen i zaslužen da mu se pravi hvala. Salavato, selam, mir i spasot neka bida na našeg pejgamber Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, njegova familija, njegovi sahabi i sledbenici na sunnetu do sunnijeg dana. Barame od Allah Đelešanu da ni dajt srce što će se plašiti od Allah Đelešanu, da ni dajt oči što će plaćati od straha od Allah Đelešanu. I barame od Allah Đelešanu da ni dajt ilm što će imame korist od toj ilm. Живот од во ова дуња еден верник треба да го замисли како место во кое ќе го спечали или ќе го добиет ахирет. Инсан не е створен за да живее во дуња. Инсан е створен да дојде во кратко време во дуња за да направи Allah Đelešanu da biti zadovoljen od toj insan, od toj čovek i da ode во ахирет. Зашто инсан беше створен во ахирет, во дженне. Адем алейхи салам, нашиот прататко, беше створен во дженне. И ние сме створени за во дженне или джехеннем. Сме пуштени во дуња на тест, на имтихан, на проба, на спроба. Да види Allah Đelešanu кој од нас ќе прави добри дела. Кој од нас ќе му биде послушен на Allah Đelešanu. Кој од нас ќе го слуша, ќе ги слуша наредбите на Allah Đelešanu и ќе ги избегава забраните на Allah Đelešanu. Ова е многу битна работа секојдневно ми е да знаеме и да сме свесни зошто сме во ова дуња. Која е нашата цел во ова дуња? Дали нашата цел во дуња ми е да изградиме во дуња палати, да собериме богатство, да го складираме во магазини, во ковчези, во банки, во сефови, не знам каде, гармада со злато, диаманти, со пари? Дали ова наша цел? Дали ова нешто за што сме створени ние? Ова не е нешто за што сме ние створени. Че гледаме понатака во десот како треба да е сватит еден верник ова дуња. Ова дуња, да, треба ова дуња. Allah Đelešanu sunnetullah сме кажале во претходниот дерс, ова само едно продолжување. За еден човек да живее во дуња, sunnetullah треба да се труди за ова дуња, за да добие ова дуња. За да јајде, за да пие, за да се облечи, за да има ова дуња. Али ако постани цел на еден човек ова дуња, преокупација 24 сати, легвит, станвит, ова дуња, уште пари, уште бизнис, уште ова 24 сати, овај човек се удаил во дуња. Овај човек заглавил во дуња. А како кажавме, ние не сме, како не обвинве, дека не сакаме дуња. Не. Треба да има дуња, како кажавме. Од Селев кажал еден од улема, животот на ова дуња е како еден брод. На еден брод, за да се движи, за да плови, му треба вода. На еден живот во ова дуња, за да живее, му треба дуња. Јаде и не пиење намирници од дуња. Али вели тако ова вода влези во овај брод, ќе го втоните овај брод. Ако ова дуња
ове пари, украси, диаманти од дуња, намирници влезет во наше срце, ќе не уништат на нас. Ќе не втонет исто како ова вода на овој брод. Ако влези ова дуња во наши срце, да, еден верник е добро да има све од дуња. Авиони, хеликоптери, не знам какво богатство. Нека имат. Ама све ова да биде во негови раце, да не биде во негово срце. Го прашале на имам Ахмед, дали може да биде еден човек захид? Захид, човек кој се откажи од сите уживања во дујна, од сите лезети во дујна. Ептем скромен човек, захид. Дали може да биде богат човек захид? Рекол да, ама имат еден шарт. Ако негово богатство се зголеми многу уште ке него, теа не влијаат ке него хич. Никакво влијање немат ке него. Не го прави да мрни до дума. И ако негово богатство му го снемат наеднош, теа не влијаат ке него хич. Овој мој да биде захид. А не ако една мал процент од негово богатство го снемат и тој болен, вештачко, умре. Тие куфар денеска во дујна, со таа така наречена криза. Имаше во тие европски земји, има неколку милиарди на располагање, изгубил мал дел на имот и извршил самоубиство. Не. Еден верник, еден захид не треба тиш да влијаат ке него ова, зголемвање на негово богатство и намалвање на негово богатство. Многу битна ствар ако го разбериме животот на дујна, зошто сме дојдени за да го заработаме ахирет. Рекол пегамбер алейхи селам во хадис, кој не е познат хадис во Бухари и во Муслим, од Абдулла ибн Омар радијаллаху анху. Кале: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب. Велит Абдулла ибн Омар еден ден пегамбер алейхи селам ме фати за рамо, за рака. И ме рече: биди во оваа дујна како странец. Ау абири сабили, или како патник. Биди во дујна, понашај се како странец, како гурбетчија. Одиш во гурбет и таму не ти е умот хич. Заработвиш и сакаш да се вратиш дома. Така во дујна си дојден да заработаш твое место дженнет. Ти во дујна да го гледаш твое место дженнет. Да работаш за дженнет. Дејне и ноќе твои очи, твој фикр да бидат во дженнет. Не да напреднеш во дујна, него да напреднеш во тие степени кои ги имат во дженнет. Во еден други рајат продолжи пегамбер алейхи селам во хадисот: وَعُدَّ نَفْسَكَ فِي أَصْحَابِ الْقُبُورِ. И вброј се самиот, вели пегамбер алейхи селам. Клај се во бројот на тие кои се умрени. Зашто многу брзо ќе умреш. Ептем брзо. 50, 15, 50 години и вброј се во умрените. Рачунај се како мртов. Зашто ти одиш кон смртта и таа иде кон тебе без престан. Нема това престанување. Смртта и ти се движите еден кон други. Секој момент може да ти дојде твој еџел. Потоа велит: وَكَانَ ابن عمر يقول. И потоа велит Абдулла ибн Омер, синот на Омер, после овај хадис што му кажа на пегамбер алейхи селам, тој велеше од него: إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ. И ако дочекаш ноќ, немој да очеквиш, немој да чекаш да се раздени за тебе. Немој да имаш надеж дека ќе се раздени за тебе. Спремај се дека се преселвиш во ахирет ова вечер. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ مَسَاءَ. И ако се раздени за тебе савајле станиш, немој да очеквиш дека ќе се стемни за тебе вечер, дека ќе дочекаш ноќ. وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ. И земај од твоето здравје за твојата болест. Работај додека си здрав за ахирет и за дујна, за кога ќе си болен, кога ќе си немојчен.
Wa min hayatik li mautik, и земај од твојот живот за твојата смрт. Искористи го твојот живот за да бидеш успешен после смртта. За да не пропаднеш во тој иден свет, кој е многу повреден од овај свет. Ова дујна е минливо уживање. Ова дујна е едно кратко, мало уживање. Во споредба со ахирет 1000 години, Нух алейхи селам над 1000 години. Ова да го поделиш со бесконечно, ебеден, за секогаш дженнет, не вредит хич. Цела дујна да ти се дај не е вредна во ахирет хич. Кога Курейш дојде ке пегамбер алейхи селам, кога бара од пегамбер алейхи селам да се откаже од неговото посланство, да се откаже од неговата вера, му понудие да бидеш градоначалник на Мекка. Че ти дајме злато, сребро, колку ове планине, да видиш секогаш со тебе теа на твое располагање. Дојде Џибрил алейхи селам ке пегамбер алейхи селам и му кажа еден голем хадис. Му рече еден дел од теа: Иш маашијете фе иннеке мејит. Живеј како сакаш, ама знај дека ќе умреш. Живеј како сакаш, знај дека ќе умреш еден ден. Потоа пегамбер алейхи селам во хадисот продолжи дека го одби теа нешто, му рече да ми дајте месечина. Сонце во десна, месечина во лева рака, или да ме греди сонце во десна, месечина во лева, нема да се откажам од ова нешто. Немојте еден верник да попушти нешто во ден афтер ова дујна. Ова дујна на сите ги победила. Сите кои влегле во рат со ова дујна ги победила. Сите кои сакале да ја земет ова дујна ги победила ова дујна. Сите кои земвеле, кои копале од ова дујна ги уништила ова дујна. Кои береле од ова дујна, сите се во нејзина утроба. Рекол пегамбер алейхи селам во хадис: најповеќе што се плашам за вас е од тој благодет, од тој риск што ќе го истајте Аллах Желешану од дното на ова земја. Значи богатството што ќе излезе од ова земја, најповеќе се плашам за вас. Ние денеска со наш мозок, со наш разум ги гледаме работите. Судиме за луѓе спрема нивниот статус во општеството. Колку е тој богат, колку е негова куќа висока, таков статус му даваме во општеството. Ова не бил случај ке пегамбер алейхи селам. Ова не бил случај ке сахаби. Тие не гледале со око на дујна, тие гледале со око на ахирет. Тие луѓето ги вредновале спрема динот што бил ке ними, спрема жртвата што е преле за ден, таков статус добивале. Кога некој од сахаби патвеле во некоја битка како шехиди, кога имало многу, пегамбер алейхи селам на некој ги закопувале по двајца во еден гроб и му велел кој знаеше повеќе од овие двајца хифс од Аллаховата книга, кој знаеше повеќе Куран, тој. Ставете го прв него, потоа другиот после него. Ова знак дека пегамбер алейхи селам ги вредноваше на луѓето спрема динот, спрема жртвата што е прее за дин. Не се вредновае луѓето спрема богатството кој го имае во дујна. Сахаби Абдурахман ибн Ауф рекол: кога Аллах Желешану не кладе во искушение со азаб, со казна во Мекка, ги казнее на сахаби. Кога почна прво ислам, ги казнее. Направи 2 хиджри во Хабесинија, направи хиджра во Медина, направи војни. Вели на ова искушение во кое не кладе Аллах Желешану, направиме сабур. Али кога Аллах Желешану ни отвори врата на дујна, кога дојде рискот во гомила ке нас, ние паднавме во ова искушение. Поголемо искушение за сахаби било ова дујна. А денеска ние велиме да имам дујна, ќе бидам појак во дин. А ке сахаби било обратно теа нешто, зашто тие го осетиле на нивна кожа. Ние не сме осетиле азаб како што осетиле казна и азаб тие сахаби. И издржале на теа нешто, али не издржале на фитнето кое ги снашло. Од дујна, од тие пари, од тие злата, диаманти, од ова дујна.
Се преneси дека пегамбер алейхи селам со сахаби кога заминае за битка на Бедар. Додека оде по пат во Бедар, брдото Бедар. Пегамбер алейхи селам 313-314 сахаби со него. Кога ги виде на сахаби, во каква ситуација се наоѓаат сахаби? Пова и поише нема халици. Пова и поише и повеќе, многу повеќе нема халици. Рече пегамбер алейхи селам на дуа: Аллахуме иннахум хуфатун фахмилхум. Ја Аллах, тие се боси, немет навани, немет кондури, облечи ги на ними. Нивни петици, нивни стапала раскарварени од таа жешка песок во пустина, се пренесви, многу сахаби како одее во тој пат, што ќе најдеа од некое средство, некоја кожа, некое дару ги ставаа на нивни нозе, за да не газат на таа врела песок. Пегамбер сам продолжи: Аллахума иннахум уратун факсихим. Ја Аллах, тие не се облечени, облечи ги на ними. Со мал дел на облека, облечи ги на ними. Аллахума иннахум джијаун фашбихум. Ја Аллах, тие се гладни, нахрани ги на ними, засити ги на ними. Вакви беа сахаби. Вака овие сахаби во ова битка победи, Аллах Джелешану му даде победа со ваква војска. Без налани, без кондури, без облека, со празни стомаци. Победи е 1000 куфар. Али Аллах Джелешану за теар, за сите тие кои што беа присутни на битка на Бедар, му рече: Аллах Джелешану ви опрости на вас и работајте што сакате после ова. Опростено ви е на сите вас. Денеска ми е за многу луѓе велиме дека сиромав. И смие сами некој кажеме дека јас сиромав, мискин. Ова не мерило на ислам. Вака мерило на ислам. Вака пегамбер алейхи селам кажи кој е богат човек. Во овај хадис ќе видиме пегамбер алейхи селам како го објасни кој е богат човек. Односно, кому Аллах Джелешану му дал благодат, нијамет голем кој ние го забораваме често. Вели пегамбер алейхи селам во хадис: Мен асбаха минкум аминен фи сирбихи. Кој од вас ќе се разбуди сабајле безбеден покрај своја фамилија во негова куќа? Стани сабајле безбеден покрај негова фамилија, негова куќа. Муафен фи джасадихи. Здрав во негово тело, нема никаква болест, здрав. Индаху куту јаумин. И тој имат јадење за овај ден да го поминит. Имат ручек, имат вечера. За него и за негова фамилија. Вели пегамбер сам вака: فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا. Како на него да му е дадена цела дуња. Како тој да е собственик на цела дуња. А ние денеска сакаме да имаме за 10 години да собериме. Да имаме за 5 години. Да направиме кујчи за наши деца. Не, и за наши внуци да имаме кујчи. А ќе го оставиме динот носан. Ќе го оставиме ахирен неизграден. Му рекол Омер ради Аллаху ан, еден од сахаби му рекол на Кааб ради Аллаху ан: зошто не сакаме да умриме сега? Рекол: зошто ние денеска изградивме дуња. Изградивме дуња многу, а го уништивме ахирет. И не сакаме сега од раскош во дуња што имаме, да одиме во место каде немаме ништо спремано. Каде немаме никаков багаж и материјал за тоа место. Затоа не сакаме да умриме, затоа сакаме вечно да живееме во ова дујна. Зашто го уништивме ахирет, за да изградиме ова дујна. Како? Го уништи, брате мили мој, од твој цел живот си во работа за дујна. Пропушташ намази, пропушташ фарзој на Аллах Джелешану, не правиш хадж,
поради таа твоја куќа, поради тие твои луксузи во дујна. Не даваш зекат поради тие твои луксузи во дујна. Не даваш садака секојдневно поради тие луксузи твои во дујна што ги правиш. Што заборај на ахирет. Во битка на Ухуд, Мусаб ибн Умейр, ради Аллаху ан, овај сахаб, еден од тие што падна е шехиди. И кога дојде да го стават во гроб, негова гелабија беше кратка. Ако му е покрие глата, остануваа нозите откриени. Ако му покрие негови нозе, оставаше негова глава откриена. Ошто немае што да напред за чефин за овој човек. Ошто бе толку мискини сахаби. Али толку големо иззе му даде Аллах Желешану, толку ги возвиша. Нове пегамбер сам рече, покрите негова глава и фрлите некои гранки зелени на негови нозе. Вака сахаби. А денеска ние, за да удоволиме на наш нефс, на наши страсти, наши шифонери се кршат од таа облека. Ама добро е, да, добро е, брате, да имаш, кажавме во срце, ама ако ти за ова твоја облека, за овај твој луксус, оставаш сабах намаз, оставаш јација намаз, не го прави за да го имаш овај лук, мискин ти. Ти си мискин. Ти си прав мискин, рекол пегамбер алейхи селам, 2 рекјати суннето саба е повредно од дујна и све што е во неа. Од дујна и све што е во неа, суннет. А фарз? И ти го оставаш ова нешто за да имаш некој мал луксус во ова дујна. Го забораваш ахирет. Каде е вечен, каде е за секогаш, каде немат умирање. Омер ради Аллаху ан, во негово владење, кога се осва Шам, Ирак, по известно време, по еден период дојде некој од сахаби, ке Омер ради Аллаху ан. И кога ги виде на сахаби, ги виде во нивни лица побелени, бела боја направени. А араб не е логично да бит бел. Тој е кафеав, црвен можеби, црвена боја на кожа. Зошто тие работат во пустина, се цел ден во санце изгорени? Му рече Омер ради Аллаху ан, зошто сте вака побелени? Му рекол, ја емирул муъминин, кога отидовме во Шам, во Ирак, покрај тие реки имат големи бавчи, многу дрва, и ние живееме под тие сенки. Седиме под тие сенки и санце не има наш изгорено и за да ни побеле наша кожа. Омер ради Аллаху ан му рече, вие рече, кога ќе се вратите таму, сите што сте од сахабе, што сте од тука појдени таму, ќе изградите еден град. Тој град, значи, Куфа. Тој е измеѓу Ирак и Саудиска Арабија, измеѓу овај две места во пустина. Ќе го изградите таму тој град. И ќе направите куќи од дрва, од мали дрва. И никој да нема повеќе од 3 соби. И никој да не е кренит куќа нагоре. Кога се вратија изградија ваков град, дојде еден пожар, го запали цел град. Повторно пуштија селам ке Омер ради Аллаху ан, побараа да направат куќа од блато, да биде од кал. Му рече да направите куќа од блато, од кал. Али повторно да не биде повеќе од 3 соби, да не се надпреварвите во градење на висини во тие куќи. Пегамбер, зошто ова? Пегамбер алейхи селам го виде на Абдулла ибн Амар ибн Лас во негово време како прајтен на куќа. Почне да ја правит од дрва и почне да стават кал на неа. Му рече, ја Абдулла, зошто ова? Рече, ова куќа е правам за мене и за моја мајка, за да биде многу поиздржлива, рече. Пегамбер алейхи селам му рече, ја Абдулла, наредбата на Аллах Желешану ќе дојде побрзо него што ќе се распадне тоа куќа. Смртта ќе ти дојде побрзо што ќе се распадне тоа куќа, нема потреба да правиш ваква куќа. Вака сахаби, вака пегамбер алейхи селам гледај на животот во ова дујна. Животот во ова дујна треба да го сватиме како место каде ќе спечалиме ахирет. Да,
не да се разбериме погрешно, да, требите еден верник, еден муслиман да работа, како да живеат вечно во ова дуња, али да се спремви за ахирет како утре дека ќе се пресели во ахирет. Да. Еден верник треба да биде активен, не треба да биде пасивен, али сета таа негова активност да е насочи со теа негова работа, да добие дженнет, да добие ахирет, да направи Аллах желешану да биде задоволен од него. Бел ту'thiruna al-hayat ad-dunya, а вие повеќе го сакате животот на овој свет, вели Аллах желешану. Wal akhiratu khairun wa abqa, а ахирет е подобар и вечен. Вие повеќе го сакате животот на овој свет, а ахирет е подобар и вечен. И ще неколку зборови, неколку насиха за верниците. Верникот ќе ви секогаш нападнат. Секој ден верник, како кажавме во претходниот дес, треба да знаете дека тој ќе има непријатели. Мора верник ако биде во хак да има непријатели. Непријатели од шејтан, куфар, муртеди, мунафикун. Од сиве овие видови ќе имат напади. Тие напади ќе се однесат на негов живот. Како се облеквите еден верник? Највеќе ги интересира. Тој и како се облеквет вернички? Тие што имат болни срца ќе ги навредвет, ќе ги нападвет. Али еден верник требит да го знае това нешто. Сите тие душмани ќе го нападнат на еден верник зошто така јади, така се грижи за негово јадење да биде халал. Сите ќе го нападне тој, ќе го нападне обавезно. Не треба тиш да влијај това ке него. Не треба да има влијање на него овај да го намали тој дел од динот. За да му удоволи на еве куфар, мунафикин, муртедин. За да му удоволи на ними. Не, него тој треба да тера и да не гледат кој што ќе речи за него. Еден верник ќе има напади затоа што го сакат Куран и Сунне, затоа што го сакат Аллаховиот закон. Ќе биде нападнете, а не е ова време, не е ова место, не е за ова да. Ќе биде нападнат, а тој не треба да мрни ич од теа нешто. Ич ни една момент, ни една стотинка, ова нивно лавајне не треба да го промени на него. Ни малку, ич. За ако сакат да бидат успешен во дуња и во ахирет. Еден верник на ум, секогаш треба да имат еден ајет. Веќе Аллах желешану وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَالرَّسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. И кој ќе ги зема за заштитници? Кој ќе ги зема за заштитници на Аллах, на пејгамберот и на верниците? И веќе Аллах желешану فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. И на вистина Аллаховата група ќе бидат победници. Тие што се со Аллаховата група секогаш ќе бидат победници. Нека верниците го имат ова наум. Ако тој следит Куран и Суннет, сакат да го задоволи на Аллах желешану со неговиот живот, ништо да не дозволи да му го наруши теа нешто, него да живеат по тие Аллахови наредби и Аллахови забрани да ги избегви во негов живот, и тој ќе биде од она група која секогаш ќе биде победници на Аллах желешану. Аллах да ни даде разбирање од овие неколку зборови, да напред од дојне кои ќе искористиме ова дуња за да добиеме ахирет иншаллах. Субханак. بسم الله الرحمن الرحيم